Изгреј сонце на планина или зајди сонце со ноќен живот? Зајди сонце со ноќен живот. Санторини или Маракеш? Santorini. Santorini, always. Japada. Шпански или јапонски? Шпански. Español, tía, claro, claro. Чао или мерба? Merhaba. Merhabalar. Башка. Google Translate или ќе се разбереме некако? Ке се разбере. Со раце, со нозе. I don't know, somehow. Love is universal language, така. Со акцент да е секси или со совршена граматика? Со акцент да е секси. Еден јазик течно или 5 помалку? Ова е многу тешко прашање. 5 помалку. Сепак, повеќе е подобро. Некогаш луѓето бираа дестинации според туристички водичи. Денес, една добра рил снимка со паста во Рим, зајди сонце на Санторини или руфтоп во Барселона може да продаде цела држава. Туризмот повеќе не се продава само преку знаменитости, туку преку чувства, преку кадар, преку идејата дека некаде животот изгледа поубав, побавен, полуксузен или барем подобро осветлен за Инстаграм. Истражувањата покажуваат дека се поголем дел од генерацијата Z, но и миленијалците избираат каде ќе патуваат врз основа на социјалните мрежи, не според класичните туристички понуди. Всушност, за многумина првиот контакт со една земја денес не е само амбасада, туристички саем или документарец, туку 15 секунди контент од телефон. И тука почнува најинтересното прашање. Кој денес ја креира туристичката мапа на Европа? Државите, алгоритмите или инфлуенсерите? Марко, дали мислиш дека луѓето денеска патуваат за вистински да се одморат или за да имаат што да фотографираат и да влезат у надпреварот за најдобри фотографии од, не знам, фантастичните места на светот? Мислам дека делиме слични ставови околу ова прашање, бидејќи благословени сме што јас и ти како пријатели долги години можеме да ги обсервираме овие работи и од она и од оваа перспектива. Вака, мислам дека социјалните платформи како медиумски субститути направија експанзија за да можеме некако некој пат да влеземе во чевлите на другите, да дури преку тие видео фотографии да почувствуваме каков е сензибилитетот на одредена култура, традиција, знаменитост, еден колектив, како функционира по емоција, по карактер, бидејќи сите имаат некаков своја ДНК, исто како и всушност и Македонија. Нема да излажам дека некој пат мислам дека е некаков тренд кој што ве притиснува потем на момент дека сакате, како што споминавме зад камери, да не знам, ги поставиме рацете, да нели, кривата кула да ја држиме. Да ја држиме или не знам, ајфелова кула како ја држиме со двата прсти така натаму. Мислам дека се наметна притисокот, меѓутоа ќе се сложиме дека контент креаторите, видео креаторите, јутуберите и така натаму пак поставија едни други убави стандарди да преку една друга емоција и човечност да разбудат љубопитност. И со една великодушност можеби да ни донесат некои нови светови кои што некој пат за жал не можеме туку веднаш да ги посетиме, па на една автентична атмосфера и нивна, да речам, приказна, знаат да ни ја донесат приказната без да бидат притиснати од стадото. Она што сите мислиш дека со тоа го менуваат, ја менуваат целата туристичка индустрија? Мислам дека да. Едно време беше многу модерно да се критикува Скопје. Нели како изгледало кич, како е како Луна парк, како е Рингишпил, не знам што. И практично се гледаше еден тренд на инфлуенсерите кои што доаѓаа од други држави во Скопје да го зборат истото и да се во еден сегмент. Значи да го прават она што е тренд, односно леле колку е ова Луна парк, или од друга страна да се стварно одушевени доколку налетаат на локалци кои што ќе им покажат на вистина сегменти од државата. Веројатно и ние го правиме тоа во другите држави. И мислам дека тука лежи таа автентичност. Некој како ќе гледа, да речам, тие работи како кич, а некој ги гледа како некоја модерна футуристичка култура која што ја донесе можеби Скопје 2014. Шпанија. Таа е една од најпосетуваните земји во Европа и дефинитивно една од најмоćните туристички приказни во светот.
Само минатата година ја посетиле речиси 97 милиони странски туристи, што ја прави втора најпосетена држава во светот, веднаш зад Франција. Но уште поинтересно е што Шпанија повеќе не се надпреварува само за бројки. Додека милиони туристи секоја година ја избираат токму оваа дестинација, земјата веќе отворено работи на новите предизвици. Како туризмот да остане успешен и да не стане жртва на сопствениот успех. Во време кога една Инстаграм објава може да донесе илјадници нови посетители, Шпанија веќе инвестира во одржлив туризам, нови технолошки решенија и стратегија што треба да создаде помалку масовна, а повеќе паметна туристичка индустрија. Рафаел Соријано Ортис е амбасадорот на Кралството Шпанија во Македонија. Со него зборуваме за создавањето приказна за една држава и јазиците на кои ќе се прилагодуваме меѓу себе за да ја разбереме или продадеме. Gracias por su tiempo y por su disposición a participar en el programa. Los estudios muestran que la gente viaja no solo para relajarse, sino para convertirse en otra persona por unos días. ¿Qué identidad ofrece España? Здраво, Ели, благодарам за поканата на ваша емисија. Се надевам дека скоро ќе можам да говорам на македонски јазик подобро. Сега ќе продолжам на англиски. Thank you very much, Ellie, for your invitation. As I said, it is a pleasure to welcome you at the Spanish residence. I must begin by congratulating you. Thank you for having us. Because you have a great Spanish language. Es un español muy bueno el que tienes y me alegra mucho porque muestra la importancia del idioma español en tu país y precisamente la promoción del español es una de las prioridades de la embajada. But coming back to your question, when you spoke about identity, let me share with your viewers some basic information about tourism. Spain, you know it, it's a touristic destination, an international touristic destination. You're number 2 on We are the number world. 2. Last year, as you know, we welcome roughly 95 million international travelers, second in the world. And these international travelers, they generated roughly around 13% of the Spanish GDP. So they have a huge economic impact in the Spanish economy. And they, the touristic sector, they generate close to 3 million jobs, which amounts to 13.5, almost 14% of the employment in my country. So the touristic sector is something that has been constantly along the years a driver of welfare in my country. So I guess the first question to try to answer is what has made tourism so successful in my country. And then as you know, we have some gifts, some given let's say elements. I will refer to the weather, the nature, the cultural heritage, but this is not enough to make Spain such a successful destination. It is also the sustained commitment by the public administration and by the private sector to make tourism such a key element in the Spanish economy. So you said that at the beginning, that the people, when they travel, they want to relax. They want to be someone else. They want to find themselves in the local culture, in another environment, Sure. maybe discover another side of their personality, of who they are, what makes them happy. Of course, and when you make the choice to visit another country, you do it because you feel attracted by a certain narrative. And this narrative, since the beginning in my country, has been this sun and beach destination, which is still valid, of course. And this is the reason for this mass tourism that we enjoy in my country. One of the things that I wanted to talk to you about is about this perception.
the perception means value. And when we think about Spain, and when we think about going to Spain and spending money and paying for a coffee or having a lunch or going to the museum, everything is acceptable because we have this image in our head that we have to do it. And plus, it's Spain. Of course. But if you say to a Spanish person, come to Macedonia and the prices are the same, what do you think their options and their opinion would be? Can we sell the story of Macedonia like you have the storytelling around Spain? Of course. And what can we learn from you? Well, you rightly said that when you make a choice to travel to another country is because previously someone has told you a story or you have read or watched a program on that program. And you've heard about La Sagrada Familia, as you mentioned, in Barcelona, or the Museum of El Prado in Madrid, or the Royal Palace. And it's a crowded place, of course, but so this is why I always advise my friends to book in advance if they want to visit these places. No? So we have built a narrative and we have sold that produce abroad. Well, maybe the right word would be we have made an exercise of seduction. No? Come to our country, have a life-changing experience, treasure these souvenirs, and come back again. Because the real secret of the success of Spanish tourism is not just the volume, is the number of people that visit my country and then they come back next year and the following year and the following year. So out of these 95 million international travelers, 74% they have already visited my country previously at least once. This is a huge And they wanted to come back. success. Дали мислиш дека Македонија има она инстаграмабл потенцијал, значи да биде присутна и да биде застапена на Инстаграм и на другите социјални мрежи со една убава приказна за себе, со еден убав наратив, да речеме, ама да не е тоа, нели, она што ние секојдневно го гледаме, нели, кучиња на улица, ѓубре и така натаму, значи и дали е фер да ја исчистиме реалната слика и да го прикажеме само тоа што сакаме другите да го видат за нас. И тоа како? Мислам дека јас и тие и сите овие зад камери наши луѓе тука ќе се сложат. Тоа е суровата реалност, дека ги имаме тие доблести и мани како е секоја заедница култура, го има и Скопје. Меѓутоа, ќе се сетиме само како да речеме Португалија стана една мамка за полета на туризмот. Јас, ако добро ме држи сеќавање, пред 10 години отприлика почна Португалија да не се наметнува како новата Шпанија. Туку Си гради своја приказна. Лисабон, Порто, јас пред 15 години, Да. па и не ми беа, да речам, нели во мапата на листа на посетување. Денеска едва чекам да ги посетам. Исланд, ако се сеќаваш преку онаа прекрасна кампања, автентична приказна. и суровата реалност. Да. Не е климата секому, дека ќе му биде најпогодна и угодна. И може да ве однесе некој и може. бран. Ама затоа Да. ја чувствуваш оваа експанзија која што се случува во моментот. Не знам како беше нивната кампања Inspired by Iceland или инспирирајќи се од Исланд, и тука ја прикажа. Сингапур, да речеме, како една модерна, чиста, неверојатна, Технолошки напредна. Технолошки напредна. Да. Мене секој пат ме фасцинира и Шпанија. Шпанија не ги промовира само планините. Шпанија секој пат планира да биде една од првите, можеби, европски дестинации која што промовира мирен живот. Да. Оној како беше, мал ескепизам. Да. Cool vacation. Да, да не одиш таму во Да не точките одиш. кај што се сите други туристи. Шпанија со години е туристички сон за милиони луѓе. Но кога улиците стануваат пренатрупани, кириите скокаат, а локалците почнуваат да чувствуваат дека живеат во декор за нечи туѓ одмор, туризмот добива и друга страна. Од Барселона до Мајорка, протестите против така наречениот овертуризам веќе не се изолирани реакции, туку предупредување дека Европа полека ја отвора најнепријатната туристичка дилема досега. Кога една дестинација станува премногу успешна за сопствено добро.
we have to build on this identity and find destinations which are adapted to the profile of the different travelers. And this is something that we are doing in Spain. I haven't heard of anyone who dislikes Spain. But can we say the same with the Spanish citizens? Because you have 95 million tourists coming each year to Spain, and yet we see protests in Barcelona. So where is this tipping point in which the economic benefits start influencing the quality of life of the people who are living and who are citizens of Spain? Thank you very much, Ellie. That's a very good question. And it has to do with one of the challenges that the sector has to face in today's Spain. And then let me go back again to data. And it seems that around 65% of local residents in places of high demand destination, they are very satisfied with the impact of tourism in their areas where they live. But there is a percentage, around 15% of local residents, who consider that there's a negative impact of tourism in the areas where they live. And we're taking this very seriously. What are the problems that we are facing? No? On one hand, we have house pressure. You see that because of the existence of these short-term rentals, especially via these e-platforms, then the consequence of this is that a lot of local people are being pushed away from the areas where they live, and this also makes prices go higher. Also, we have saturation of certain public spaces and certain public destinations. You see that on TV, not to mention the importance of the environmental impact of these crowded places, a sort of invasion of tourists. So again, because the touristic sector is so successful, and it's not something of the past, it's something of the present, and it's something we want to preserve for the future. As a driver of welfare of my country, we have to address this question. And then the find Spanish the balance. Of course, and this is the reason why the Spanish government, together with the private sector, we are developing a Spain Tourism Strategy 2030 that addresses some of these concerns, that wants to diversify the offer, work on the off-season destinations, raise awareness about the importance of being gentle with the environment, in a nutshell, to prepare Spain for what is going to be the challenges of tourism for the next 50 years. What's happening to the Spanish citizens when 95 million people come to your country? Where do you go for a vacation? Well, we of course, first of all, are very satisfied and very happy because a lot of people in my country make their living because of the arrival of these tourists. But when it comes to our vacation, we like to travel to multiple destinations in our country. When we go to the seashore, or we go to the islands, the Balearic Islands or the Canary Islands, of course, we share the space and the fun and the vacation with hundreds of thousands of tourists from all over the world. We also travel to some less known destinations for the international traveler, especially inland, and especially in some regions of the country which are not of high demand for the time being. I'm speaking about the north of the country, the northwest of the country, where the temperature is cooler and where you don't have this sun and beach destination as the primary target. And of course, I hope that in the years to come, more and more Spanish tourists will be coming to your country. Mr. Ambassador, you're from Barcelona, right? I am. Would you live now in the center of Barcelona or in the center of Madrid if your job requires, or would you find and try to find or escape to a secluded place that not many tourists know about? Definitely yes. It's not just a question whether I will do it or not, because I'm actually doing it. First, because my hometown is Barcelona, so I have lived my whole life in Barcelona till the moment I joined the Ministry of Foreign Affairs. So I was living downtown in a very crowded neighborhood, and I was very happy
with my family and friends, school, university. Then when I joined the ministry, I moved to Madrid. It's another kind of city. So this is the city where I live with my family when I'm not, let's say, abroad, when I come back and I work for the ministry. These two cities are two different cities, cosmopolitan cities, both of them, but with different attractions for the international traveler. So I'm extremely happy that last year, 2025, was the year where we definitely connected the dots, and when we already, as I said before, we resumed these operations with Barcelona and we launched this historical connection with Madrid. You mentioned previously that Spain is now moving basically from volume to value. How is it possible for a country that is known for a mass tourism, because 95 million is nothing more than mass tourism, to have another story that would be, let's say, if we speak about value, more luxurious, we would say, without losing the identity of what makes Spain being such a desirable destination for people around the world? Well, that's also a very good question, and I agree. Now that we have a huge volume of visitors in the country, we have to put the emphasis on the quality, on the value. I always think that when something works and it is successful, to keep it that way, you need to constantly review the strategies and update this situation up to the challenges of the present and get ready for the future. And this is precisely what we are doing. We are witnessing the emergence of other markets in the world that offer also very good sun and beach destinations, and which are huge competitors for the Spanish tourism. So we want to keep this profile of a country that welcomes people for this kind of relaxation, sun and beach, forget about the winter for a while, but at the same time we want to build on other narratives that will make our country, let's say, even more attractive. I will give you an example. If I ask you, or I asked a Macedonian person, what is the image or the images that come to your mind when you think about Spain? Probably you will mention, I don't know, this sun and beach destination. You will think about the sunny beach in Mallorca or in the Canary Islands or in Marbella. You will think about bullfights. You will think about flamenco music. You will think about paella and sangria. Maybe even you will think about going to one El Clásico, this famous match between Real Madrid and FC Barcelona. And all these images are correct. They are 100% Spanish, but they represent a stereotype. Stereotypes are not necessarily bad, but they represent only a small percentage of the reality. And this is why we are building a narrative that will offer other possible destinations for the international travelers, that will build on the fabulous cultural heritage of the country, that will build on the different profile of the traveler. It's not the same to have a couple for a getaway weekend than to have a family with kids that want to have a 2 weeks break in a resort and by the sea coast. It's not the same if you want to enjoy the gastronomy, because believe it or not, a lot of people are only traveling to Spain, or the main reason because they travel to Spain is because they want to enjoy the Spanish food. So according to the profile of the traveler, according to their pocket, we're building luxury options, very affordable options for all sort of people and with all sort of, let's say, necessities. And this is, I think, the future of the tourism in my country. Македонија има се што модерниот турист го бара. Природа, храна, автентичност и цени што Европа одамна ги заборавила. Па сепак, додека другите држави продаваат доживување, ние се уште се однесуваме како туристичка тајна што чека некој случајно да ја открие. Немаме проблем со овертуризам, имаме проблем со туристи кои нема кој да ги повлече во нашиот наратив. Кога би имале стратегија, таа ќе ни покаже кој најмногу не посетува, каде најчесто бегаат македонците и која ни е најслабата туристичка алка.
Што вели праксата од аспект на човек што ги гледа бројките зад разгледниците? Можеме ли да направиме некаква паралела на тоа колку туристи доаѓаат во Македонија, а колку македонците патуваат во странство и да речеме кои ни се туристите кои што најчесто ги гледаме дека доаѓаат кај нас, а каде нашите луѓе најчесто патуваат? Па еве да почнеме од последното прашање. Нашите туристи патуваат претежно на традиционални дестинации, претежно Грција, Турција, Египет, сега во поново време Италија, Шпанија. Тоа се тие претежно дестинации Тоа е кои што се топ благодарение и 5. на новите линии авионски, така? Така е. Кои се најбројни туристи во Македонија? Најбројни туристи според последните статистики се турците, потоа земјите од нашето блиско соседство, како што се Србија, како што се Бугарија, Грција, Албанија, потоа следат пољаците, кои што едно време ги имаше во доста поголем број. Холанѓаните исто така завзема едно од земјите каде што имавме највеќе туристи, меѓутоа до ковидот сега тие се сепак во топ 10, да кажам, не се во топ 3 земји. Зошто се менува, да речеме, преференциите на странските туристи кон Македонија? Што влијае на тоа? Па доста околности, глобалната ситуација во светот влијае, влијае исто така и регионалната ситуација која што ја имаме, економско-финансиската состојба исто така има свој удел во ова и секако новите трендови кои што не смеа да се заборават и кои што сме и ние дел од тие процеси кои што се случуваат на глобално ниво. Која е нашата најслаба алка во овој сегмент? Може би лошата инфраструктура, еве, меѓу другото, и тоа ние, нели, или може би тоа што ако се споредуваме на пример со начинот на давање услуги на Турција, на пример би биле многу далеку од тоа што е добар сервис за туристите. Ние Капацитети дефинитивно за спиење, за патување. Ние дефинитивно треба да ја направиме таа стратегија која што би содржала план долгорочен, меѓутоа и план кој што би бил краткорочен и би се тргнало веднаш со решавање и веднаш со имплементација. Време за чекање многу нема, бидејќи регионот, а и светот се движи многу брзо напред, така да и ние можеби не со таа брзина, меѓутоа треба да го фатиме барем регионот и соседството наше најблиску. Во тој процес да влеземе и ние и да бидеме дел од тој процес и ние. Ја губиме ли ние некако тука борбата за туристи кои што доаѓаат од западноевропските држави или од другиве континенти? Значи, ако исклучиме диаспората, еве, значи Австралија или Америка и така натаму, значи Соединетите држави, во однос на нашите соседи, па и останатите држави од регионот. Мислам, Хрватска одамна е позиционирана високо на оваа листа на како посакувана туристичка дестинација, ама и Црна Гора и Албанија не заостануваат. За Грција и Бугарија веќе Без сомнение дека ние сме една од земјите која што поспоро ги движи тие процеси, меѓутоа ние имаме и своји специфики. Имаме и своји посебности. И секоја земја, па и нашата земја, има со што да се пофали, има што да промовира, има што да покаже и на крајот на краиштата има што да донесе и да даде додатна вредност и да има бенефит самиот народ и самата држава во сето ова. Македонија често ја нарекуваме скриен бисер, но во туризмот
Ако не знаеш да ја раскажеш приказната, бисерот останува скриен. Затоа вечерва правиме мал експеримент на луѓе што професионално ја промовираат Македонија. Новинари, инфлуенсери и креатори на содржини. Им даваме различни македонски дестинации и различни типови странски туристи. Нивната задача за неколку минути да ја продадат Македонија како следна најпосакувана дестинација за патување. Мојот таргет е човек што бега од брнаут, рековме, така. Значи, му треба нешто за да се релаксира. И во Битола нема што нема. Нема аеродром, добро, сега беше на ситна провокација. Мене фокусот ми е на природата околу Битола, односно на Пелистер, националниот парк, каде што може да си го пушти човекот мозокот со пасење и може да ги посети, ете, пример, пелистерските очи, а кога ќе се симне од планина и кога ќе си ги среди мислите, има ли подобро место од кафе на широк сокак. Мислам, кафе културата во Битола е многу развиена и тоа е исто релаксирање за мозокот. Мислам дека му го продават на ова на човек. Мислиш дека цените, например, се пристапни, хотелите, Апсолутно. инфраструктура, значи да се стигне до тамо? Јас сум сигурен за Пелистер колку е... 4 сати. Види сега, можеме да внесеме некоја понуда со магаре да го внесеме човекот од таму сега. И тоа е исто атракција. Веројатно тоа никогаш нема да го заборави. Да, веројатно со магаре ако се качи на пелистерски очи, ќе му биде незаборавно искуство. Твојата локација е Куклица, каде што сум била. Куклица, добро, ја продаваме на Дигиталните номади, но ги кажам и за пензионерите. Добро. Чудните форми ќе им се бендисаат, ќе им речам дека има интересни форми, многу материјал за социјални мрежи и за видеа. Има вулкански пејсаж, а на пензионерите може да им се допадне тишината, може да им се допадне исто црвеникавата земја, но може да им се допадне и Кратово, кое што е на неколку километри, старите мостови во Кратово, добрата храна во Кратово, пастрамелијата. Не? Нешто има што ќе ги разочара? Кои се опасности таму? Може би, ако одат во лето, да изгорат, затоа што таму нема сенки, нема да ги разочара, мислам дека А ништо. она приказната за свадбите? Приказната за свадбите обавезно. Ете, главното не го кажа. Приказната за свадбите дури и дигиталните номади може да ја направат посовремена и интересна. Да ја реконструираат. Да ја реконструираат. А мислам дека пензионерите 100% ќе паднат на приказната во позитивна смисла за приказната за свадбата. Да речеме, За невестата која се скаменила. да. Обични работи од типот на колку ќе ги чини да стигнат до тамо, дали е чисто, дали има каде да се купи вода, дали може да се направи да се купат сувенири. Сувенири кога бев немаше, тоа не би ги излажала. Зимаш камен од земја и викаш ова е тоа тоа од сувенира, свадбата. да, нема каде да се купат сувенири, нема каде да се купи вода. Да, би ги предупредила да си купат вода на бензинска пумпа, доаѓајќи од Скопје. А рестораните во Кратово, дури да не им се бендисаат тие моменти со немање вода, со немање сувенири, мислам дека во Кратово ќе заборават со добра храна. Со добра Ќе храна. ги привлечам со храната. Добра храна лечи све. Секогаш и пијачка. И пијачка. Да. Добро. Кокино. Како ја продаваме? Многу е лесно да се продаде кокино, само треба малку да се инвестира. Мислам да се инвестира, да се вложи, особено за дигиталните номади, подобра интернет конекција за да може да работат, да уживаат во природата што е таму, во вулканските карпи и да можат да работат во мир и во тишина, за разлика од метежите што ги имаат во градот. Значи, мислиш дека треба да останат повеќе од еден ден? Да, за да се качат, секако, или да прошетаат? Да, секако и тука да се направи, бидејќи дигиталните номади не им треба некој луксус. Им треба некое минимално сместување, значи може да се направат некои како бунгалови, нешто да се направи како кампинг простор, каде што може да дојдат со трейлери или комбиња приспособени за спиење и мислам дека многу ќе уживаат во местото и ќе имаат доста инспирација за нивната работа за да го постигнат тоа. Најтешко е да се излезе на очекувањата на инфлуенсерите во пресрет. Тешко се падна е. тешко? Тешко, ама ќе се обидеме да ги достигнеме очекувањата. Прво, зашто би ги повикала
лакшери инфлуенсери да дојдат во Лазарополе. Значи они се навикнати да речам на многу полуксузен живот, многу подинамичен живот, возбудлив места, кафичи, дискотеки, екстравагантни места што треба да се посетат, настани и слично. Ама доаѓаме секогаш до моментот кај што онака сакаш да се конектираш со природа и to touch grass, буквално да се приземиш онака малце. И тоа е Лазаропол идеалното место за тоа. Високи подпетици? Никако. Значи тоа нека остане во куфер. За тука само патики по можност удобни. Да. Сега може некој фенси аутфитче спортска верзија. Да. Одлично одговара тоа. Само да не се искршат нозе, нели? Да. Значи удобни патики, фенси спортско аутфитче е одлично. Има доста уште неколку атракции, како на пример има може да одат на некој тури со коњи, да речам, има манастирски туризам, ајде ќе речам, поради тоа што поголем дел од места што може да ги потсетат крајна дестинација е Црквичка Малечка, меѓутоа патот до таму е прекрасен и незаборавен, се оди низ шума. Воопшто не е добар сторителинг кај нас. Мислам дека сите локации, а ги има премногу, не се доволно како да кажам, не се доволно застапени и во медиумите, не се доволно... Заедничка порака, нема ништо, буквално немаме ние ништо. Тоа е да имам туристички сајт. Баш... Може да помогнеш. Да, можеш да направиш туристички сајти и да... Например, имаме ние фри скиинг на Попова шапка, што го знаат многу странства, а нашите не го знаат. Значи, доаѓаат многу странци таму. Имаме на други локации што македонците воопшто не ги знаат. Да. Например, баш преска зборевме со колегите, знаете дека во Скопје, во близина Скопје го имаме место каде што е роден Јустинијан Прима. Тоа е во село Тавар, во непосредна близина Катлано. Ама да отидеш таму местото нема ништо посветено. Генерално национална стратегија за туризам. За промоција на туризам. За промоција на Едукација на нас самите прво. Да, значи Принесеме на странците нормално, да. Да, јас сум имал доста искуство, например, сите странци генерално се задоволни од храната наша. Бидејќи сум живеел кратко во Германија, знам дека таму храната е катастрофална. Особено зборам за зеленчукот и за овошето, а кај нас зеленчукот и овошето се многу поубави отколку нивните. Значи, сите се задоволни од храната, но треба да им понудиме уште нешто плюс. А ние го имаме тоа, имаме доста природни убавини, доста стари работи, мислам од византиско, од античко време, што можат исто да се искористат за да лесно да се продадат. Имам една анекдота, бев во Турција една година, каде што сме сега, и зборува едни туристи од Охрид, исто во нашата група. Не знаеме да го продадеме Охрид. Измисли месло, кажи, Крали Марко тука играл фудбал. Како што они плажата на Клеопатра, сите плажи се. И ако го повториш доволно пати на крај Крали Марко играл тука фудбал. Па исто како што го продават приказната за Стариот град Сиде, така да ние можеме исто да смислиме некоја приказна. Да сега да не претераме нели со лага премногу, но може да со така некоја убава приказна да продадеме доста. Секогаш ако речеш дека е легенда, легенда е. Така не може да се провери тоа. Така е. Шпанија успеа од начинот на живот да направи туристичка магија. А Македонија? Ние имаме приказни, храна, природа и луѓе што после 2 раки ве викаат на свадба. Што конечно треба ние да научиме од државите што одамна сватија дека добриот туризам почнува со добра приказна. If you could take one habit or one characteristic from Macedonia, what would that be? Yes, and from its people and yes, everything. It is true that our two countries are geographically away from each other, that we do not have many historical links, but maybe also, it's better that way. Well, I don't know. It's what it is. No, but actually, what I see is that we have a lot, Ellie, a lot of things in common. We have a very Mediterranean temperament. We have a very similar sense of humor, sense of family. And I particularly like the Macedonian meals, no, in the sense that it's not only about eating, it's a social event.
So I like when you are invited with Macedonian family to have lunch or dinner. You start at 12 and you never know when that lunch is going to end. Maybe it's a combination of lunch and dinner. So you have a lot of things to sell. I just remember a few months ago in a very important Spanish newspaper, there was an article about your country, which the headline was North Macedonia, the hidden gem of the Balkans. And I think this is what it is. Your country is a gem, but it's still unknown to many travelers, especially to the Spanish tourists. So I encourage your government in this strategy of seduction of the Spanish market to bring more Spanish tourists to your country, and also, of course, from my side, to bring more Macedonian tourists to my country. You know, the Ministry of Tourism just last year launched a very interesting campaign, and the title of the campaign, the slogan was, "Think you know about Spain, think again." Well, because you have a stereotype of what my country represents, and my country is richer than this. So we have different narratives. We have built different destinations which are adapted to the profile of the traveler. So you are always welcome in my country. And what we want is to have, for the Macedonian traveler in my country, a life-changing experience. To go to my country, enjoy the nature, the gastronomy, the cultural sites, the nightlife, the warmth of the Spanish society, and then come back to Skopje or to Bitola or to Veles and think about the good times, to treasure those memories, and especially to come back to my country. Because this is the secret of the success of the Spanish tourism, the people that come back again and again to visit my country. In 1 year, let's see how the things is gonna develop. Don't deal, Ellie. We're gonna have the statistics, and we will see how many Macedonians go to Spain and how many Spaniards come to Macedonia, and we'll see if we're on the right track. Don't deal, Ellie. Always delighted to be with you in your program, and I can already guarantee a year from now that the outcome of this new stage in the touristic relationship between Spain and North Macedonia will be very satisfactory. That we would have increased by a high percentage the number of Macedonian tourists visiting my country and the number of Spanish tourists visiting you. So I think this is a story where there is a win-win for both countries, and we want to keep it that way. I agree. And now it's almost 1 o'clock, and this is the perfect time for a Macedonian lunch. Of course. Thank you so much. Thank you so much. It was such a pleasure. Thank you again. Thank you again. Имаме обсерваторија, аквадуктот кој што не знам кога ќе одекне приказната низ светот. Кој ќе го средиме? Кога ќе го средиме. Да. Имено имаше една ситуација која што си реков пред години првпат кога го посетив Амстердам, практично во тие средношколски бруцовски денови, што ме фасцинираше. Нема да именуваме, меѓутоа една компанија, апропо која што произведува пиво, направи приказна според пивото experience или искуството. И одите вие во музеј како се произведува, јачменот го пробувате практично ти прави tailor-made наратив кој што знае дека има луѓе кои што сакаат пиво, кои што се фанатици за тоа и им ја сервира приказната. Кога би склопил приказна за Македонија да му ја продадеш на некој странец, што би кажал во 15 секунди на пример? Не предизвик ми даваш сега. Ти давам предизвик да ти искористам за гратис слоган да смислиме. Една од најдлабоките пештери, Врело, Матка кањонот, Аквадуктот, Кокино, Козјак, Шара, Охрид. Мислам да не го запоставиме, мислам Охрид е како нели сам по себе. Стариот шмек на нашиот Олд Базар, односно старата чаршија. Старата чаршија има ли поубава да речам артерија во Скопје? Скопското кале. Се надевам како што велат дека во пресрет на 2028 како нели европска престола на културата, Скопското кале ќе никне. Мене најубава приказна ми е последново дека старата пошта потем таа бруталистичка на располагање како млад хаб за младите. Така што се надевам дека ќе има прилика да се реинкарнираат и да се оживеат како феникс стари културни. Сега што ми текна дека како зборев ново, ми текна за слоган. Ајде. Никогаш нема да не заборавиш. Па хубаво тоа, амин. Па види, па сега може да инспирираме некој. Значи може да биде подобро, се надевам дека ќе биде подобро.
Секако. Ама што и дај, никогаш нема да не заборавиш. Никогаш нема да забориш. Значи, еве, гратис. Го Гратис добивте. слоган. Ви го продадовме Македонија. гратис, пробонот, особено дели. Функционира во сите Во правци. сите правци. Се надем дека им бевме добро друштво барем во овие неколку минути, Да. некој пат да бидеме Сега, инспирација. јас и ти одиме на едно подобро место, а тоа е директ по песочна плажа Плажа. во море. Да. Знаеш колку ми беше драго, тогаш вака да го заокружиме во нашето Да, интервју. супер.